Со маски на лицата и задолжителна дезинфекција на рацете, која ја добиваа на влезовите, верниците денеска влегуваа во џамиите. Но внатре, без препорачаната дистанца од метар и половина, која барем во Тетовската шарена џамија беше невозможно да се одржи. На пладневната молитва имаше 80 верници. Повеќе од половината се молеа внатре, останатите на терасата од џамијата. Поголема гужва се создаде по завршувањето на молењето, кога верниците ја напуштаа џамијата. Но беа предпазливи поради присуството на камери, па ги немаше оние традиционални моабетења и поздрави кои обично ги практикуваат. Сепак велатоти не се плашат од зараза, а овој ден долго го чекале. Не да буде неклањено. Бог сака да се клањаме, а не да се не клањаме. Али ја не знам што е тоа ова работа. Дали се плашите од зараза со оглед на тоа што имаше малку повеќе гужва во џамијата? Ама ево, метр со метр едно до друго и со рукавица. Кога се дава наредба дека не може, не може. Сега да се дава наредба да се може, може се. Да прави. Очекувате да се почитуваат мерките? Треба да се почитуваат. Треба да се почитуваат, да. Не се плашите евентуални зарази на ширење вака кога се собира народ? Па ние колку што можеме се чуваме. Тоа е нешто што го чекавме од дамна. Со Господ напред тебе дојде и денот да го дојдеме да се клањаме во џамија. Мислите дека мерките ќе се почитуваат? Треба да се почитуваат. Тоа е потребно на сите. Дали ви е страф евентуално од зараза доколку некој не ги почитува мерките? Само Господ ништо. Слична беше состојбата и во останатите џамии низ државата, некаде со помала, некаде со поголема посетеност. Еден од верниците пак во Мустафа Пашината џамија во Скопје вели дека гужви сепак не се потребни, барем во овие моменти. 5 пати дневно се клањаат муслиманот. И тоа не кажува никаде дека само џамија мора. Знаеш ситуација каква е сега? Ја да прашам дали е добар потез со Ама не, осами потез. Знаеш која ситуација сега? Што прашувате сега? Секој е свесен дека гужви не треба, така? Со оглед што се рамазански пости, молитви ќе има секојдневно низ џамиите, а со тоа и многу верници. Дали ова ќе значи нов ризик за ширење на коронавирусот, ќе зависи од нивната дисциплинираност и почитувањето на мерките.